на пат за Витлеем. Денес ќе продолжиме да ги истражиме и другите ликови кои се прикажани на иконата Рождество Христово. Можеме да кажеме дека се што е на иконата е составен дел од божитниот настан. Над Христа можеме да видиме мноштво ангели собрани да го прослават воплотувањето. Дојдоа и да ја објават радосната вест за раѓањето на нашиот Спасител. Ово укажува дека овој настан не е само раѓање на дете, туку воплотение на самиот Бог. Бог стана човек. Па дури и пастирите дојдоа да го прослават Бога. Тие беа првите јудејски деца кои дојдоа да му се поклонат на Богомладенецот. Пастирите бдееле над стадата јагниња кои биле наменети за жртвување на овие простори каде што се случило раѓањето. Еден ангел им кажува за воплотението. Им рече: не бојте се. Еве ви соопштувам голема радост која ќе биде за сите луѓе, зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. И еве ви знак, ќе најдете повиен младенец како лежи во јасли. Пастирите ги слушнале ангелите како пеат слава на Бога во висините, на земјата мир меѓу луѓето добра волја. Пастирите се едноставни луѓе. Нивното присуство покажува дека Бог дојде за сите, не за само оние привилегираните. На иконата се представени тројца мажи на коњи. Едниот е голобрат млад човек, вториот средновечен, а третиот е старец. Се нарекуваат мудреци или цареви, членови на персиската класа на свештенички научници кои биле многу почитувани и моќни меѓу персијците. Студирале медицина, филозофија, природни науки и научно ги проучувале ѕвездите. Верувале дека имаат мистично влијание врз земните случувања, па постојано ги проучувале ѕвездите, небото, барајќи нови знаци. Биле свесни за пророштвата на Даниил, особено за времето на Христовото доаѓање. Исто така биле запознаени со пророштвото на Вала за ѕвездата што сеае од Јаков. Кога им се појавила оваа необична светла ѕвезда, знаеле дека тоа е знак за голем настан. Препознавајќи го неговото значење, тие ветија дека ќе го следат до местото на воплотението. Ја следеа ѕвездата додека не застане над местото каде што беше детето со неговата мајка. Со нив донесоа и подароци, злато, темјан и смирна како благодарност на Бога. Во предпразничната песна го читаме следново: Царе, првороден на народите, денес ти донесоа 3 дарови. Со миро ти укажуваат на смртта, злато за твојата царска моќ, темјан за твоето божествено достоинство. Златото е познато како символ на мудроста, темјанот ја прикажува силата на молитвата, затоа што се воздигнува пред Бога, а мирото е како знак за смрт на телото. Овие мажи дојдоа некое време по раѓањето, односно околу 2 години подоцна. Тоа е карактеристиката на иконите. Тие доловуваат што е потребно да се раскаже во целост настанот кој што се случил. И овој приказ исто така ни кажува дека преку нивниот пример целото научно проучување е наменето за да не приведе до вистинскиот Бог. На долниот десен дел од иконата гледаме бабици како подготвуваат вода за капење на новороденчето. Ово е направено надвор од традицијата, бидејќи за време на породувањето немало крв. Капењето не значи дека Христос бил нечист
имал потреба од очистување. Ова е направено за да ја покаже неговата вистинска човечност. Прикажани се две жени кои се познати како Зеломе и Саломе. Саломе во роднинска врска со Марија. Таа е ќерка на сестрата на мајката на Марија, прва братучетка. Должностите на бабицата биле да го измие новороденчето, да го истрие со сол, вода и масло, а потоа да го завитка во пелени. Оваа сцена ја покажува целосната човечност на воплотениот Божји син. Исус бил совршен човек во секој поглед, освен што бил без грев. Исто така е и символ на крштенијето низ кој поминуваат сите членови на неговата црква за духовно очистување од гревот и преобразба со светиот дух кој се дава во нивните срца со миропомазанието. На пат за Витлеем.